Советот за развој на Источно-Планскиот регион денеска во општина Пробиштипје одржа седмата редовна седница на која се избра нов претседател на Советот на Источно-Планскиот регион. За претседател едногласно е избран градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов. Денешната седма поред седница на Советот на Источно-Планскиот регион е донесена одлука за избор на нов претседател на Советот на Источно-Планскиот регион, со едногласна одлука и единствен предлог е избран како нов претседател на Советот на Источно-Планскиот регион градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов. Покрај изборот на нов претседател на денешната седница беа разгледани извештаите за реализираните проекти во годината што изминува, како и планот за идни проекти кои ќе се реализираат преку Источно-Планскиот регион. Исто така се дискутираше и се проследи информацијата за реализацијата на проекти од програмата од 2021 година. Исто така се донесе одлука за започнување на форуми за реализација на проекти од програмата за 2023 година. Она која што е значено да се напомене е дека имавме едно излагање и информација за можноста за поставување на мали мини хидроцентрали долж коритото на река Брегалница, која што практично тече низ целиот Источно-Плански регион во време на енергетска криза, да општините имаат практично можност за изградба на вакви мини хидроцентрали долж коритото на река Брегалница. Општините од Источно-Планскиот регион наредната година заеднички ќе бараат решение за третирање против комарците. Се разговараше и за заедничко регионално третирање и прскање против комарци, нешто кое што во изминатиот период го начнавме како проблем. Останува да во наредниот период донесеме финални заклучоци за тоа какво ќе биде третирањето и прскањето против комарци оваа година, дали заедно како регион сите општини ќе бидеме вклучени или пак како и досега секој поединечно. Констатациите беа едногласни дека потребно е заедничко третирање за поголеми ефекти од третирањето и прскањето. На наредната седница ќе се разгледаат детално предлог проектите од сите општини и ќе се започне со активности за нивна реализација.